Ви посакувам добар ден и добре дојдовте тука. Стартува денешното издание на Очи во очи. Јас сум Јана Серафимова и денеска ќе бидам ваш домаќин во оваа контактна програма. Атмосферата во главниот град кај кого повеќе или помалку стресна по низата на земјотреси кои што се случија во текот на вчерашниот па и денешниот ден, така што секако дека темата ќе биде поврзана со овој момент, односно поточно колку граѓаните се чувствуваат сигурни во издржливоста на градбите и нивната отпорност на земјотресите. Најнапред ќе го погледнеме прилогот на колешката Христина Новевска, па ќе започнеме со вклучувањата за денеска. И денеска продолжува серијата земјотреси кои од вчера го тресат Скопскиот регион. Од утрово регистрирани се неколку, но сепак најсилниот беше почувствуван вчера во 15:10 часот со јачина од 5,3 степени по Рихтер. Вознемирените граѓани најавија дека ноќта ќе ја поминат по паркови, во шатори, на клупи и во коли. Во градскиот парк утрово можеше да се види само еден шатор. Само мал дел од граѓаните според минувачите приспале на клупите, а од паркот заминале по изгре сонцето. Нашата екипа во раните утрински часови забележа двајца кои ноќта ја поминале спиејќи на клупа, но не сакаа да зборуваат пред камерата. Заднеа велат во градскиот парк имало голем број граѓани кои останале таму до 2 часот по полноќ, а потоа решиле ноќта да ја поминат во своите домови. Седевме еден период тука, меѓутоа почнавме да добиваме информации како ќе има појак за 7-8 часа, па знаеш се припремаш као да каде да преночиме. Меѓутоа така се смиривме во последен момент и се останавме дома. Како ја поминавте ноќта, будно или? Со страв. Со страв? Да, затоа и денес искачив надвор малце да се смирам. Па спиеме, ама со сила спиење, со дежурство. Без сон. Како се чувствувате? Сега со Господ напред. Е страшно, ама некако поминавме. Тоа не се заборава бргу. Треба се време да помине, стравот останува. Во Скопски Капиштец граѓаните исплашени. Земјотресот видно ги потресол, но ноќта одлучиле да ја поминат дома. Знаете како трчање беше. Сите трчаа надолу. Јас само гледав, не знаев што да правам, ама едноставно викам што и да излезам, додека се симнам ако биде нешто биде. Се одлучивте ноќта да ја поминете сепак во Сепак дома, да. Слушав дека на аеродром надвор некој ќе спиеле, некој. Меѓутоа јас останав дома и... Дали мирно спиевте? Па не баш. Ќерка ми се баш ми кажуваше, има мал внуци, имаме 2 недели, и цела ног не спиеше, остававме, само се исплашеше. Во населбата аеродром граѓаните останале без сон. Ноќта ја дежуреле и вознемирено го дочекале утрото. За денеска се надеваат дека земјотресите нема да се повторат. Не спиевме мирно, седевме дока 2 сатот. Вознемирени и така. И после легнавме, преспавме. И така, можда се надеваме дека нема да има појаки. Кај граѓаните поголеми материјални штети по домовите нема, освен распуканите ѕидови во зградите, како и паднатиот оџак од една од зградите во Железара, кој оштети автомобил на паркинг. Тоа беше прилогот на колешката Христина Новевска, а денешната тема гласи: Скопје се тресе. Дали градбите можат да го издржат ударот? Доколку го имаме првиот гледач на линија, му давам простор. Добар ден. Добар ден. Јас се уште не можам да слушнам дали не имаме гледач на линија. Секако дека ова не беше мирна ноќ, особено за жителите на Скопје. Можевме тоа да го погледнеме и од прилогот. Ги очекувам вашите јавувања каде што можеби ќе споделите како беше тоа кај вас и секако вашето мислење околу градбите. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам. Пред све сочувствуваме вака со маките на скопјаните и ние имаме семејства таму и фамилии. Сега дали можат градбите да издржат? Не сум некој стручњак, меѓутоа јас пред некој ден реков таму треба да се молиме за Скопје, нешто што до Скопје. Од Скопје се претрупа со све и сатлото на земјата, реков и прошли пат, не сум стручњак, многу изградено, не може тлото на земјата да издржи, траскопуван и канализација, не на што и како, мисла, и треба само, овде само можеме спас да бареме од Бога, нешто се молиме, многу како што се молиме, Скопје има фамилии, родни, така натаму. Не е сведно, значи, не е сведно сите. Меѓутоа треба да се замисли мало и да имаме страв Божи,
да видиме зошто се случуваат овие работи. Овие работи се од човечка причина, меѓутоа зошто дошло, како дошло. Дали некој помена од Господ Бог се што се прави во Скопје. Ти неколку пати ја потасирав, рекол дека Скопје лично е делопоклонички град. Све се ради за Скопје, те споменици, се поклонува, сика споменици, тоа дека духовни и културни богатства ни пропаѓаат во Западна Македонија. И све се собрало во Скопје од сите страни, како да кажам стручнак, не сум меѓутоа све тежината тлото на Скопје не може да издржи колку што е сега народ и такви тежини што се има земјишта во Скопје, значи и земјата што икад не може да издржи све. Да се молиме на Бога, да внимаваме ние, кога изговараме Бога, кој го изговараме. Еден гледач на телевизија вчера спомна дека сабајле свади дека земјотресот бил посилен од Всевишниот. Значи, Всевишниот земјотресот не може да биде посилен, од и Господ створил све и небото и земјата све видливо и невидливо. И значи, оној што створил, тој може да ракои со тоа. Значи, да само овде нас ни престануваат. Само да се молиме, Господ да ни помогне, опомениве да не бидат овие опомени, да ги сватиме опомени Божи и да се повратиме, да се повлечиме, да не лутаме многу со мислите, да не се занесуваме, да не фантазираме, материјата, светолюбието, кога се љуби да го ставиме, властолюбието да се вратиме, се спустиме на земјата, како што сме родени и да се молиме кон Всевишниот. Само така можеме да се спасиме овој момент. Ви благодарам за јавувањето, секако дека ово убаво го кажавте, меѓутоа не беше стрикно во врска со денешната тема, така што сметам дека добивте доволно простор. Одиме со следен гледач. Добар ден. Дали заслушаме со вториот гледач? Ало? Добар ден. Добар ден. Во програма сте, ве слушам. Видете, ова е природна појава во секој случај. Немаш на кој да му се молиме. Скопје не е пренаселено. Мислам да ете 63-та година земјотресот кој беше, Скопје беше едно од повеќе личеше на село отколку на град, на главен град. Освен центарот на градот, централното градско јадро, се останало беше дива града, дива лига. Значи не е тоа. Се работи, ова само може да го објасни стручњаците што се по сеизмологија, а не ние лаиците. Тука, мислам, Господ, таа сме му се молеле, таа не му сме молеле, нема врска, наука си е наука, се работи за движење долу, например, моменталниот земјотрес е негде епицентарот, точката на епицентарот е негде 5 до 10 километри. Добро, конкретно за градбите, дали ќе дадете коментар, колку вие сметате дека се сигурни и издржливи? Да, можам комотно да дадам коментар за нив. Градбите, тие што се градени тогаш во тие времиња, мислам во кога беше 63-та година, веќе беше донесен закон за Скопје дека е сеизмолошки лабилно подрачје и дека мора градбите да бидат со одредена конструкција. Таа работа е запазена известно време, се дури нормално имавме инспекции, нормално и сите тие работи, дури се даваат дозволи, меѓутоа понатаму градот почна нагло да се шири и луѓето си градеа кој како што сакаше. Некој градел добро, некој подмитувал, некој што ти ја знам правил како што правил и еве сега стигнавме до овој степен кога се гради повторно диво и тоа во самиот центар на градот, така да и јас не можам да речем дали тие ќе можат да издржат или да не издржат, меѓутоа во секој случај секоја на такво подрачје би требало да се внимава како се гради и што треба да повторно имаме земјотрес. Значи треба да се внимава и треба инспекциите повеќе да работат, ама не сите инспекции. Само стручните луѓе што се од инспекциите и да се слуша Заводот за сеизмологија, да нивниот збор да биде последен. Добро, ви благодарам. Тука некаде ќе ве прекинам за да остапиме секако простори на останатите. Ви благодарам за тоа што го споделивте мислењето со нас. Велам добар ден за следниот гледач. Добар ден.
Не можам да го слушнам следниот гледач најдобро, дали се слушаме? Ало, да. Сега се слушаме. Добар ден. Добар ден. Во програма сте. Посакувам на сите граѓани малце мир, малце стабилност, затоа што знаеме Скопје е учено на овие работи, затоа што сега темата ви е дали градбите можат да го издржат ударот. Токму така. Јас исто како на претходниот гледач би се надоврзала дека старите градби што беа во бивша Југославија, се што е градено после 65-та година, ја живеев како девојче во Карпош 3 на 8 спрат, издржа и Букурешт, издржа и Црногорскиот, и многу други земјотреси што се случуваа. Али сега новите градби тешко, затоа што се гледа стубовите дека се 30 на 30, а зграда од 4-5 ката, нема шанси тоа. Новоградбите претежно е со гипс, картони, све. И земјиштето во Скопје е целото трусно. Дивите градби, зграда до зграда, еве да избегате од зградата, еве излегувате надвор. До вас има друга зграда, трета зграда, значи парковите се уништија, нема каде да застанете. И да избегате од зградата од дома, да се симнете долу кога се обколени со згради. Од кај знаете на која страна која зграда ќе се сруши? Дали ме сваќате што сакам да кажам? Порано се гради, ама све беше тоа плански направено. Со паркови, со паркинзи, со подземни гаражи. Сега ништо од сето тоа нема. Сега све е со катни гаражи. Па не може ја живеам пред зградата да носам колата во катна гаража. Дали има некоја логика? Нема логика. Порано кога се предаваа зградите за употреба се испитуваа. Плюс тоа имаме изис горе. Така? Сега јас ќе ви кажам нешто. Мојот сопруг учествуваше во еден проект што го финансираше НАТО. Направија серија земјотреси, значи иницираа земјотреси вештачки, за да може да се вградуваат тие елементи во новоградбите, во објектите. Никој не се заинтересира за тој проект, мислам, стварно. Каде бе, ние сме многу назад, не се улага ништо во нешто новина што треба да биде. Што треба да одиме напред. Само кога имате зорте како сега, што е тогаш може ќе им текне на сите дека треба нешто да се вложи. Добро, јас ви благодарам секако го споделивте вашето мислење со нас. Сметам дека разбравме се она што сакате да кажете. Така што одиме и со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Вие сте во програма и јас ве слушам. Да, значи вака, мојот став го кажувам од лично искуство, бидејќи имам 7-8 години работена во градежнието и тоа баш во Скопје. Имаме одено на реновирање на стари згради од фирмите, не знам, Бетон, Пелагонија, старите фирми Маврово на Македонија, и да се сруши едно мало зидче, значи потребен е цел ден на 2-3 луѓе со 2-3 машини, што значи градбите се екстра јако направени од државните фирми на време изградени. Денешните фирми работат по некои програми, по некои програми кои секогаш кога нешто ова вака треба да се доправи, ајде пролазно е. Искрено во новите градби многу не верувам во однос на старите градби во Скопје. Ви благодарам за вашето јавување и за ставот кој што го споделивте со нас. Дали имаме следен гледач на линија? Ало. Добар ден. Добар ден. Ве слушам. Околу темата, сакам да ви кажам дека сум човек што ја почитувам науката, особено нели по оваа тема што како треба да изгледаат градбите. Но што се случува? Ете, сега ќе ви кажам пример во центарот на Скопје. Во населба со куќи П+1.
подигаат куќа на основи на таа П+1 уште 4 спрата нагоре. Комшиите најавуваат жалби, приговори, тужби и тоа дури да се заврши и не е завршено и денес, оти треба да се рече да го сруши таа зграда, пример, таа се легализира. Нели, владата донесе закон за легализација. Сега, тие околу таа зграда, што ги има илјадници во Скопје, да се разберем. Значи, околу таа зграда, тие со П+1, им препорачувам да спијат по паркови. Оти таа е изградена на темели на П+1. Сега, криминалната приватизација донесе што не дај Боже малку да е појак земјотрес. Таа цела ќе се преврти за над оние што се ниски згради, како што се тие градени, нели, после 63 година, па и нови што имаат правено по прописи. Значи, тука е опасноста. А да не зборам и фирмите што ги градат зградите нормално сакаат да штедат и колку тоа се контролира. Јас слушав емисија на телевизија дека стручњаците така, ама гледам директоре на институтот како мислите, нели директор како мисли. Се градат законски, се градат по прописи, не дај Боже, да се врати во 63-та, зашто еден стручњак рече, за многу малку тие амплитуди или како ги викат, да е појако многу значи тоа. Затоа нема верба во денешната градба. Значи се е фактички легализирано што е незаконски градено. Благодарам. Ви благодарам што се вклучивте, што го споделивте вашиот став. Сепак, нели, на крај го разбравме каков е. Одиме со следен гледач. Ало, добар ден. Ве слушам. Па, видите, вака, согласно на природата на мојата претходна работа, колку пати сум имал прилика да гледам како се подигаат згради од темели и како се доградува, надградува. Мислам дека јас, за разлика од преходниците, сум убеден дека денешните градби во Скопје ќе го издржат. Чим вчера не покажаа слабости на новоградбите, бидејќи сепак овој земјотрес со вчера не дека е приближно колку 60 лета ще е, само за 0 колку 7 послапот. Така да, јас сум убеден дека ќе издржат, затоа што колку сакаат граѓаните некој може да напаѓаат, меѓутоа во процесот на градба има строга контрола и на бетонот, што се вградува, и на системот. Така да, јас сум чврсто убеден дека ќе издржат градбите. Сега зависи од луѓето колку и како ќе ги фати паника, меѓутоа дека би можеле да паѓаат новоградбите. Чим вчера не паднаа кулите во аеродром, што се највисоки во Скопје, значи дека ќе издржуваат. Сепак, чим тие вчера издржаа овој потенцијал толку се високи, за овие со се П+3, П+4, да не правиме више муабет дека нема да издржат. Или овие до 8 ката што се, не треба да правиме муабет уопште дека нема да издржат. Меѓутоа, вчерашниот земјотрес сепак делуваше психички првпат. После 60 лет имаме толкав потрес на територијата на град Скопје и ја разбирам вознемиреноста и паниката кај граѓаните, али ја мислам дека градбите ќе издржат. Толку пријатно. Ви благодарам многу, пријатно. Го вклучуваме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Па да се вклучам ја во расправава што денеска, темава што денеска ја поставивте. После земјотресот, јас сум постара, после земјотресот се оформи ИЗИС, ама не од Македонија, не од Југославија, туку од Европа и од светот како институција. И имаше многу строги закони како треба градбата да биде рамконструкција и сите тие работи на кое земјиште каков бетон да се вгради, тоа е се во ред. И во почетокот
мораше да се покрај плановите мораше да се добие дозвола од ИЗИС да почне да се гради. Зградата не смееше да биде вселена додека ИЗИС не провереше зградата. Меѓутоа, понатаму се повалкуваше и овие доградби. Прво, најстрашни се доградбите на терасите. Тоа е најстрашно нешто. Сите тие работи се правеа без дозвола на ИЗИС. Да речеме као дивоградби. Туку е страот. Иначе рамконструкциите ќе издржат, нема проблем за тоа. Меѓутоа се рушеа носечки зидови во становите и тоа е забрането. Затоа што треба сега нашиот народ малце да се позамисли што треба да прави за една цепка водоводна да промени, колку треба надлежни да органи да консултира и да му дадат дозвола. Благодарам многу. Поздрав до вас и благодарам за споделеното мислење. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Колку што ми е познато, Институтот за земјотресно инженерство функционира од 1965 година. Сега нивните стандарди комплетно се имплементирани негде после 80-тите години, значи после 1980 година. Јас сега за Битола, можам да кажам, не сум толку запознат за Скопје. Фактички до 80-тите години скоро и не може да се најде изградена куќа во Битола каде има армирано бетонска плоча, значи без арматура се градеа куќите. Така да во 1994 година кога беше земјотресот во Битола, приближно мислам дека беше како денешниот во Скопје, тоест вчерашниот. И први кои попуштија куќи беа фактички без арматура. Мислам дека стандардите се подобрени и мислам дека и појак земјотресот овој би ги издржале овие градби. Нормално сега работата е да се внимава при идната градба и да има контрола. Ние како граѓани тоа може да го бараме секојдневно. Тоа, благодарам. Благодарам, поздрав до вас. Следен гледач, добар ден. Добар ден. Да слушам. Па што да се каже сега за ситуацијава? Све со вакви ситуации се расправаме сега. Тоа е природна сила и Божја сила. Меѓутоа, малку и човечка вина е. Пред 90-та година, ја мислам дека ниеден директор на било која градежно предпријатие не одеше да се стика да фрла бетон со лопата или со мотика и така натаму. Сега се фотографират политичарите, правиме школи, правиме градинки, правиме стадиони, згради. Кога ќе видиш, ако си поминал на едно место пред месец дена, голо место, после месец дена, гледаш таму се подигнало 4-5 спрата и ајде готово, изградено е. Па, вие како медиуми да ги запрашате која година се овие згради што се оштетени, баш ги интересира граѓаните, еве мене ме интересира, која година се изградени, што пукнале и што се оштетиле? Оштетиле. Ве разбрав, добро. Баш би ми интересирало дали е пред 90 или после 90 година. Ако се после 90 година, искам да ви кажам, нека се помислат малку кој може да фрли лопата. Ја можам да фрлам лопата, бетон и готово, ајде да градиме, да правиме. А како ќе види, што ќе види, добро што помина граѓаните на центарот на Скопје, околината само со ваков стрес. И тоа е големо, меѓутоа да беше малку појако, не дај Боже како ќе беше жртви колку сакаш. Затоа апелирам градежните фирми сега кој што му текнало, ни инженер, ништо, како што спомна некој
гледачи. Пелагонија, Маврово, Бетон, Гранит, Илинен. Тие биле со инженери со ове. Сега се сите шалабази. Тешко на Скопјани, еве, најсно ви кажам. Од такви згради, последно 3, 7, 8, 9, па и повеќе катници. Без пари да ми ги дадат, сакам да живеам. Благодарам. Добро, ви благодарам. Да не употребуваме, апелирам и до следните гледачи некои невкусни зборови. Сепак искористете го на коректен начин вашиот простор за зборување, за искажување на ставот. Добар ден за следниот гледач. Јас ве слушам слабо, дали може да зборувате малку погласно и да го намалите тонот на вашиот телевизор за да може да ве слушнам? Добар ден. Сега ве слушам, повелете, зборувајте. Поздрав да пасите миста, добро водителка си, добро работите, по добриот огнен. Јанески малку изврту. Ова што го тева ставате, да дали ќе градвате ќе ви uzдржи, да ќе ме земете, што нема врска и нема причина никаква. По други држави има по 100 ката се градот. Станови, да речеме, градби, тоа не е тоа проблем. Проблем е у Божиот домови, треба да се верува Божјата дух на мислам на македонскиот народ и од опозицијата треба тоа да го почитува, не го почитува. Затоа што заградени на црквата на плоштадо. Ве молам да не ја шириме темата, сепак ова што го зборувате малку надвор од нашата тема. Ве молам, верувате во издржливоста на градбите или пак не? Тоа, друго може да кажам. Ало? Ве слушам, зборувајте. Слушайте, посекува земјотресовни у Скопје и тоа да го знаете. Посекуваме земјотрес да се срушило Скопје. Како може тоа да го кажат? Како тоа да го посекуват народа, не го жалят? Сметало поменици, сметало и градбата на Скопје. И тоа го гледаме ние од прошлата година. Како тоа? Тоа може и у опозиција имаме тоа да посекува земјотрес, народ не го жали. Добро. Ви благодарам за јавувањето, сепак не се задржувате на темата и на она што го бараме, сепак да го кажете мислењето на истата. Одиме со следниот гледач, добар ден. Ја би кажал дека сегашниот градби е нарочито од државава како се осамостали нарочито, значи 90-тите па навака. Чисто сумњам дека се од некоја асизмичка квалитета. Мислам дека све се тоа со подмитување, со корупција, со мита, со давање пари, со чудеси правени згради, така да не верувам дека ќе издржат некој појак земјотрес со 6 степена према Рихтер. А во зградини што се правени после 65-та година, времето кога Кензо Танге тука кажуваше како треба да се гради и да се издржи многу појак земјотрес, бидејќи јапонците си имаат таа мака низ векови, милениуми, па некаде до 85-та, 90-та година максимум се градеше, може би, асизмички, така да сега овие не верувам. Ова е све околу пара само, да се грабнат пари, направиш бутај материјал таму како ќе ти дојде. Не е тоа како што тврдат сегашниве стручњаци, некои што се прават големи стручњаци. Не се големи стручњаци, затоа што све е превара. Сум бил по тие објекти и гледам како ги прават, какви арматури стават, како песок користат, од каде све се носи тој песок, за да се направи тој бетон и малтер. Така да не верувам у новите градови. Тие градови од 63-та навака до најкасно 90-та година верувам у тие згради. Па макар да се кули од 30 спрата, немаат да еде. Тоа е. Кензо Танге што кажал, тоа е тоа. Закон. Ви благодарам за јавувањето и за ставот. Имам уште малку време, така што ќе одиме и со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Да, во програма сте и ве слушам. Речи некој погледнати, некој поголема неволја од овој прав кој го доживеа Скопјани или дел наши сограѓани во Македонија. И сега тука слушнавме на големо негирање на независна Македонија дека до 90-та година се било супериорно, се градело супериорно. Тогаш биле ангели тие што граделе згради, а од 90-та наваки заради датумот, од 91-та наваки сигурно може уште не го нагласи од 8 септември наваки, не чинило ништо што се гради, се било пушерски.
Па ако било сигурно пушерски, вчера имаше сигурно некоја зграда срушена. Но мислам дека во најголем процент било која градба во независна Македонија овие години се гради по најквалитетен начин и со арматура, со најсовремени, така да речам, методи. Са ретко може има некои шпекуланти кои се газде, нели, порано беа комунисти, поучени од Тито и таа партија, па прават шпекулации, нели, градат така пушерски и неквалитетно. Така исто велеа дека арената Филип II Македонски, нели, ќе паднела, нели, дека била така наветар градена, па еве гледаме дека при толку, значи, публика, нели, еве и земјотрес и се што таа наша спортска арена Филип II Македонски издржува, дори почнаа тие кои плукаа по неја, почнаа тамо да се сликат, нели, со Заев лидеров, нели, начело со балистите навивачи. Затоа велам нека не шират паника, хаос, нели, страв, нека не шират те луѓето. Сепак, како во најголем, нели, процент православни христијани да се покајнат за своите прегрешенија, а поготово тие кои ставаат фластер, шарените плакачи на боја и ширачи на... Добро, ви благодарам. Вистински ја ширите темата, сепак го разбравме вашиот став и со овој гледач, бидејќи толку ни дозволува времето, ја заокружуваме денешната програма. За некое време, за неколку минути ќе имате можност да ги гледате централните вести, затоа останете заедно со нашата програма. Довидување.